Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Во каратето имавме многу познати личности во минатиот период. Овој спорт практично во Македонија го почна своето живење таму во 60-тите години. Основоположници на овој спорт беа Сејдо Тофиловски и професорот Кајчевски. Потоа се приклучија други луѓе и така почна со брзи чекори да напредува каратето и да ги освојува младите во нашата држава. Еден од оние што еден подолг период и се уште е во каратето е поранешниот шампион Чедомир Саздовски. Ние популарно во спортските кругови си го нарекуваме Чедо. Тој е човек кој е посветен комплетно на каратето и спортот воопшто, а за тоа дека е така говори и фактот што има напишано повеќе од 30 научни трудови, или конкретно 37, и во својот живот, значи, секогаш оди да изнајде нешто ново, внесува иновации во тренажните процеси и сето тоа со една цел да се унапреди овој спорт кај нас. Беше активен надпреварувач, беше тренер, а дека беше успешен во тренерската работа, говори податокот што 7 пати беше прогласуван за тренер на годината, селектор на репрезентацијата на Македонија, 3 пати прогласуван за најдобар селектор и има уште многу работи да се каже за него, но ако ги кажам на почетокот јас, нема да остане за него да ги каже тие работи, па затоа еве го почнуваме разговорот со Чедо Саздовски за неговата кариера спортска, она животната ќе споменеме на крај, инаку да кажам дека е актуелен пратеник во Собранието на Македонија, беше и во поранешниот мандат. Значи, човек кој е упатен во сите случувања во нашата држава, овде не интересира државните работи, ќе ги решава таму во Собранието, овде не интересира спортскиот дел од неговата кариера. Чедо, добро дојде во емисијата на македонските спортски легенди и веднаш на почетокот, како тргна, како заплива ти во спортските води, конкретно во каратето? Добро е, Најдов, Зоки, ти благодарам за ангажманот и повикот да бидам уврстен во делот на македонските легенди, да кажам неколку работи околу карате спортот. Моето битисување во карате спортот почна некаде 69-та година, поточно со моето запишување во училиштето за физичка култура и се разбира, тогаш професорот Кајчевски во училиштето имаше карате секција и џудо секција. И
бев палав, темпераментен премногу и некако најмногу ме привлекува боречките спортови. Значи, паралелно тренирав джудо, тренирав и карате, и за изненадување, можеби и твое, ова како податок не го знаеш, јас бев генерација со Ванчо Дилев, бев голман во работнички. Значи, мина и низ фудбалот. И низ фудбалот. Минав, некои 2-3 години тренирав, меѓутоа после трета година паралелно тренирање, се одлучив директно и само за карате и джудо. А што беше причина тебе да се одлучиш за карате, джудо, Па, не знам, подоцна тогаш- и аикидо? Да. Мислам дека и аикидо тренираше. Бидејќи во тоа време децава повеќе некако Па, не беа знам, кон нека- фудбалот, а ти веќе да. беше влезен во фудбал. Веројатно тоа некоја генетска натрешна борбеност, наследно. Дедо ми бил така комита. Сметаше дека твојот темперамент, И што ја знам, карактер мислев дека- повеќе е кон овие поединечни читав боречки за вештини. Да, читав за каратето и ми одаде впечаток дека ствара дисциплинирани луѓе, одговорни луѓе, луѓе кои што умеат да почитуваат, да се борат и некако ете така јас го најдов и мојот карактер и затоа се вклучи во каратето и не погрешив, не се кага. И сега како изгледаат тие први чекори твои во каратето? Првите тренинзи ги направив во училиштето за физичка култура под раководство на почитуваниот професор Кајчевски, основачот и легендата на македонското карате, еден од, да речем, за мене беше духовен водач. Извонено стручен и малку и затрперувам кога говорам за него. Потоа се формираше карате клуб Металург во Железара и ја поминав таму. Тренирав таму некоја отприлike година дена. Генерацијата на Мирче Янушевски, Никола Гардановски, Хари Стојановски, имаше уште многу генерација, Драган Ландоновски и така натаму. И бидејќи ние од физкултурно училиште одевме на пливање во Претор. 71 или 72 година некаде беше, во Претор го видов прв пат во животот Марко Ницович, кој вежбаше друг стил. Вадурю карате, а во Металург и професорот Кајчевски вежбаше Шотоган карате. Ме привлече уште повеќе неговото демонстрирање на каратето и владењето со вештината. И летото по завршувањето на семинарот јас се префрлив во карате клубот Мирче Аце во Ѓорче Петров и замислите од кисела вода оде во Ѓорче Петров на тренинг. Со автобуси, немаше ништо, или точакот. Немаше друго, по железничка пруга, догоре. Единствен клуб кој што вежбаше во тоа време Вадури беше карате клубот Мирче Ацев. Тренери ми беа Димче Јанковски, Евстратиос Турунидов и Драги Колести, Драголјуб Колести. Така да, до 79 година, 80 кога заминав во армија, останав во карате клубот Мирче Ацев и веќе, да се вратам назад, јас 70 година, отприлike, станав младински, 71 година, младински првак во тешка категорија и потоа продолжив да се надпреварувам. Годините како минува, повеќе пати, значи 5 пати бев во средна и во тешка категорија шампион на Македонија. 81 година во Куманово нашиот карате стил што го вежбавме, тогаш беше малку дискриминиран, да речам, од судии, бидејќи грото на каратисти вежбаа Шотокан стил и судиите беа од тој стил така натаму. А ти беше во Вадо. А јас бев во Вадови стилот. Меѓутоа, со мојата упорност и настојчивост, редовно тренирање на републичниот шампионат во Куманово во изведба на кати, јас освоив второ место. Стана вице шампион на Македонија. Прв беше Мирчо Пелости. И се разбира... Да, и тој легенда на Така македонското карате. Се разбира... И репрезентативен со Југославија во еден подолг период. Апсолутно. Можам слободно да кажам дека Мирчо Пелости е на сите времења најдобриот каратист според моите критериуми. Македонија до сега што ги имал.
Значи, стана во Куманово вице-шампион на Македонија во изведам на кати, што беше големо изненадување од вадорио стилот некој да освои кати. Вадорио стилот е повеќе кон изведба на спортска борба. Значи, повеќе борци произведува. Но јас сакав да бидам комплетен, едноставно. И катите сакав да ги вежбам, и ги вежбав, и учествував и на југословенски шампионати, бидејќи тогаш ние имавме мини, секоја година имаше мини европско првенство и југословенскиот шампионат. 6 републики, 2 покрајни, од секоја република, од секоја тежинска категорија по четворица одеа на државни шампионати кои ќе се соберете таму 60 и нешто надпреварувачи, 4-5 кола треба да поминете за да дојдете до полуфинале. Значи, навистина, една сериозна, огромна конкуренција. Не, тоа беше и период кога доживуваше каратето една експанзија во целата држава, поранешна, а ти, ете, во таа конкуренција беше и петти во Панчево, кажав во Оведот, тешко беше да се стигне до таа позиција. 81 година беше тоа државниот шампионат во Панчево, јас поминав 4 мечеви претходно, Јоксимовиќ, мислам дека некој беше, не сеќам. Меѓутоа, мечот што го изгубив од Бачановиќ, од Војводина. Тоа беше едно, ја бев на границата на тешка категорија. 80 кила и 300 грама. Над 80 килограми беше тешка категорија. Бачановиќ беше за една глава поголем од мене. Јас сум 1,80 м, тој скоро 2. Тежок над 100 килограми, една градосија од човек кој што да го погледнеш ќе се уплашиш, а камо ли да се бориш со него. И ти изнегуваш со него во борба. Со половина поен ме победи, затоа што беше и поподготвен, меѓутоа многу фер и коректен борец, значи немаше никогаш неспортско однесување. Не жалам што не може понатаму да отидам, затоа што изгубив од поквалитетен. Тој таа година стана шампион на Југославија. Така да тоа е мојот, да речем, најголем успех кој сум го постигнал во спортска борба на југословенско ниво. Знаете, пак ќе го споменам, тој дел дискриминаторски однос меѓу Шотокан и Вадорио стилот. Од Шотокан беа селекторите. Па ајде, кажи ни нешто за тоа. Ти си компетентен да кажеш, бидејќи беше присутен во каратето во тој период кога беше таа борба меѓу Шотокан и Вадор. Што беше причината? Зошто не можеше да се најде заеднички јазик и така бевте поделени? Па не беше тоа проблемот во Македонија. Тоа е светски проблем. Затоа и каратето толку долги години... И тоа се реперкуираше и кај нас. Затоа и каратето беше толку години надвор од олимписките спортови, не заради друго. Од светско ниво, јапонските инструктори кои што беа малте не да речам бизнисмени, ќе дојдеа, например, ќе ги поканевме, тоа беа светињи. Ние во Претор организиравме, првиот семинар беше уопште во Македонија за карате или карате камп. Во Претор, во студентското одмаралиште, имавме по 300-400 каратисти кои учествува 15 дена. И молевме Господа да успееме да донесеме јапонец, кој не кошташе ужасно големи пари. И сега тие јапонците си правеа меѓу себе конкуренција, зафаќаа простори. Ако е од Вадорио, многу тешко можеше да се влезе. Значи, нашиот стил, нашиот инструктор главен, што беше професор Теруо Коно, еден од светските лидери во каратето, многу тешко го донесовме. 79-та година, тогаш беше малку и покомплицирано. Значи, во системот на безбедност, па имаше спинови, па он, не знам, ќе налепеа политички етикети, не бил за социјализмот, не бил за ова, не бил за она и така натаму. И сето тоа во Бугарија долго време беше и забрането каратето. Само полицијата вежбаше во Бугарија. 90-та година полицијата и војската. И војска, никој друг. Никој друг. Како скриен спорт беше. Така е. Они после после падот 90-та година намо веќе формираа федерацијата и тргна. Инаку кај не само полицијата и војската вежба. Така да проблемот беше, значи, од светско ниво има повеќе стилови. Шиторио, Горчурио, Вадорио. Јапонците ја диктираат таа работа заради бизнис интереси. Да, бизнес. И се двоја федерација, меѓутоа две федерации, тогаш Југославија и Македонија учествуваше, односно беше членка на и во Шотокан и во Вадо. Сите стилови беше во членка на Интернационалната аматерска карате федерација, на која што сега во Македонија е наследник и промотор на таа федерација
Традиционалната карате федерација на Македонија, што ја предводи Недев пред неколку дена, нели имавме 50 годишнина, он е од првата генерација господинот Недев. Така да, главниот проблем беше од јапонците, а не од кај нас овде. И тоа по линија секаде до најниското ниво на државите. Каратето традиционално, што го промовираат сега и во кое што се активни Недеви, тоа беше продолжение практично на таа светска аматерска Ние сите го вежбавме тоа карате до 90-та година. Првото раздвојување на светско ниво, значи браќата Јорѓи беа тие кои што беа кумови на Светската карате федерација во Токио 70-та година. Они го дадоа името World Karate Union of Karate Do. Они ја крстија, сега 74-та година настанува во Лос Анџелес првиот расцеп. Една групација на шотокан инструктори се одвои и ја формира аматерската карате федерација, која беше поддржана од социјалистичкиот блок. Другите земји не го поддржуваа. Да. Прво формираната ВУКО, федерацијата продолжи да функционира. Југославија, со тоа и Македонија, од 74-та до 85-та година беше членка на Интернационалната аматерска карате федерација ИАКФ. 85-та година, 6 јуни, овде во Скопје, во Панорама, хотелот, излеговме од аматерската карате федерација и се врати Југославија во основач, во првата, во ВУКО федерацијата, која сега се вика ВКФ, Светска карате федерација, и која е сега носител на олимпискиот карате. Значи, ВУКО федерацијата е таа, чии представници имаат право, односно ќе учествуваат на следната олимпијада, каде што за прв пат ќе биде застапено каратето во Токио. Сега, постојат уште обиди и напори од традиционалната карате федерација пак, дисциплините одредени Бункај, Фукуго и така натаму и така натаму, да бидат и тие уврстени за да се направи целината. Дали тоа ќе се успее до сега одржувањето на следна олимпијада или тој процес ќе продолжи понатаму, не можам да проценам, меѓутоа во секој случај ситуацијата е таква. И во традиционалната карате федерација ми извонредни борци, надпреварувачи, многу земји се членки на таа федерација и чинам дека е, барем моја проценка е дека и желба е дека треба да се обедини каратето, но под услови по кои што ќе треба да бидат опфатени и традиционалистите. Мене еве како спортски новинар, например, кој го почитува спортскиот резултат во кој да е стил, ми пречи што во последниве години некако се негира тоа традиционално карате, а ти убаво кажа дека практично тоа е основата и еве има шанса и тоа да се избори за поголема една меѓународна репутација, па дури да биде и дел од олимпијадите. Значи, тие што го негираат, немаат право. Па не е во ред да се негира ако Недев Дејан или не знам некој друго момче таму донесе медал од светско правенство, а носи медал, зошто Македонија да не го признае тоа? Кога има светска... Па токму тоа го реков, треба да се почитува тој спортски резултат. Тоа е факт дека постои традиционална светска карате федерација. И тука нема бегање од фактите. Јас сум секогаш објективен и ги почитувам фактите и аргументите. Сето друго може да биде празна приказка. Така да не може да му се оспори ниеден резултат на некој надпреварувач од традиционалната карате федерација кој што освоил на светско ниво, исто како што не може и од карате федерацијата на Македонија. Добро, мене ми е драго, еве ти што во оваа емисија посветена на тебе ги објасни овие ситуации, зашто и меѓу љубителите на каратето знаат, меѓутоа на спортот некако беа во заблуда, што е, каде и долго време имаше, нели, оние расправи кој е карате, кој стил и така. Да, најголемите ривали во ова насока во застапувањето на едното или другото сме биле јас и Вецо Недев. Генерално со години, вклучително тука и ќе го споменам големиот Димче Кичевски. Они вежбаат двајцата шотокан стил, они се двајцата од основачите на македонското карате и беа првите селектори. Јас сум 69-та, некоја втора генерација која што почнала со карате да се бави и кој што сум останал до ден денес. Ајде сега за... Ривалитетот меѓу мене и Недев
во тој дел бил на стручен план, сме докажувале што е едното, што е другото. Меѓутоа, секоја сме имале фер однос и почитување. И Да. почит. Па тоа е и основно во каратето. Апсолутно. Бори се, меѓутоа почитувај го противникот. Така е. Објаснивме карате, традиционално Се обидовме карате, да објасниме. шотокан, вадо, вуко, сите тие работи. Така. Одиме сега на твоите борби, вака да одделиш некоја, еве Собачановиќ ја кажа на првенството на Југославија во Панчево, некој друг дуел овде во Македонија со Опеловски, дали имаше... Со Опеловски официјален меч не сум имал, бидејќи ние не можеме да се подудариме во категорија. категориите. Од Тој беше постарите... полесен, нели? Како? Полесен беше во овие ниските категории. Помала Полесните. категорија беше од Да. мене. Вака, значи, може би ќе звучи нескромно, меѓутоа, Јорго Огненовски, еден од најдобрите каратисти што ги имала Македонија, на прославата на 30 годишнината на карате клубот Кисела вода, во своето обраќање поздравно кажа, вели, јас бев резултатски подобар од Чедо, постигнав повеќе резултати, меѓутоа најнепријатно и најтешко секојаш сакав да го одбегнам бидејќи беше непријатен борец. Така да мислам дека со ова ви кажувам, ја важев за навистина изузетно агресивен борец. Дури во еден период раководителите во карате федерацијата ене го оној црниот облак, пак е во борилиште, некој ќе биде нокаутиран, така натаму. Не е ли опасно постојано да бидеш агресивен? Сепак може да се налета на некој Ајде можеби да непријатен момент. Да, се случувало, меѓутоа јас една единствена повреда во каратето доживеав 85-та година и тоа по собствена вина. Млад надпреварувач Штип беше Ковачевиќ Горан на изведба на Маја Јере, а јас веќе бев во залесна кариера, значи од 70 до 85-та, 6-та тука завршував со моето надпреварување, да направам блокада на Мај Јери, јас повеќе повлеков неговата нога и ја повредив долната вилица. Така да, тоа е единствена повреда која што сум доживел во каратето. Ајде да не речам дека сум бил агресивен, меѓутоа, едноставно имав огромна енергија да се борам и да го диктирам темпото на мечот. Со секој, кој да бил борец, јас се обидував да го водам мечот. Така да, од тој агол го кажав дека сум бил поагресивен, иначе превнимателен, за да не дојам и да дојдам до повреда. Знаете, каратето тогаш денес е сосема хуманизиран спорт. Има ракавици, заштитни, Да. на нозете исто така и така натаму. Во наше време ние се боревме со голи раце. Уметноста и вештината на каратето беше да исконтролираш ударот точно, минимум 3 мм можеш да го контактираш противникот за да нема повреда. Секој црвенило беше казна. Да, значи имало удар, имало допир. Апсолутно, а да не говорам, значи во тело беа дозволени директни контакти, но и тие мораа да бидат контролирани. Но во глава, во лице, никогаш не смееше да... Тоа беше уметноста на каратето, да го контролираш ударот на противникот, да се види дека ти, ако си го продолжи, ќе бил тој нокаутиран. Така да... Во технички поглед, вака, што мислиш? Имаше достигнато едно високо ниво до совршенство или уште ти не достигаше нешто? Па, каратето мислам дека се учи цел живот. Еве јас и сега, со моите 65 години, кога год ќе отидам на тренинг, секогаш мислам дека уште нешто ми останало недовршено, недоучено. Дали тоа ќе биде во дистанцата, кога се борам со противник, дали тоа ќе биде во ставот, дали тоа ќе биде во импулсивноста, дали тоа ќе биде во одбраната, во движењето, во запазувањето на просторот, да не го напуштам борилиштето. Каратето е живот и филозофија, така да никогаш не може да го научите докри. Стално останува уште... Цел живот, додека излегуваш на татамите, учиш, без оглед на годините. Така е. И тоа присебноста е таа која што каратето најмногу е вежба. Ориентација во просторот и оценка на позициите кои каде точно имате ситуација кај што може да се определи каква намера има одреден, дали е тоа на улица, дали било каде да е, и тоа ви дава една сигурност, ви дава една присебност да
контролираш, да чекаш, апсолутно. да видиш и во Превентивно. вистинскиот момент да преземеш акција. Тоа е тоа и исклучиво во самоодбрана. Се разбира, тоа е учењето на каратето. Вештината учи да се одбраниш, да се самоодбраниш. Подсетиш се уште на некоја борба овде на македонското тло? Имав огромен број на мечеви. Например, најинтересни ми беа и најпримамливи ми беа мечевите во екипниот дел на надпревари во Македонска карате лига, потоа кога се составивме Кисела вода и Вардар, тоа беа голема генерација имав во Кисела вода, една од неповторливите, Марија Добревски. Ти беше и основач, ми се чини, на карате клубот Кисела вода, кој постигнуваше добри резултати. Кои години беа тоа? Па од 80 клубот го формиравме 80-та година, а веќе 83-та година беше првак на Републичка карате лига на Македонија и последователно 4-5 години бевме шампиони на Македонија во екипна конкуренција. Тогаш немаше сојузна лига, одевме на екипни првенства на Југославија и таму имаме освоено екипно 6-то место, највисок резултат, што е, се разбира, за почит. Веќе со формирањето на Југословенската карате лига, Вардар, карате клубот Вардар, дојде во една криза, Кичевски го водеше тогаш, беше главен тренер, дојдува во една криза внатрешна, делот надпреварачите не ќе да надпреваруваат, не знам што, и малку политички ни се влијаеше кај нас, тогаш одсека. Да. Ајде, ме викна у градска Совката Јоко, ајде да го споите Кисела вода со Вардар, Вардар беше во прва лига, за да обстои. За да обстане еден клуб карате. Значи, генерацијата од Кисела вода, Марија Добревски, Степче Јакимовски, градоначалникот на Карпош, Љубомир Петковски, Зоран Атанасовски, значи, навистина, една голема генерација, го споивме и 2 години Вардар го одржавме во прва сојузна лига, после тоа повторно се одвоивме, Кисела вода повторно се остана свој клуб и така би одеа. Стефче кај отиде, Вардар или Кисела вода? Не, си останаа сите во Кисела вода. Сите што дојде од Кисела вода, ние имавме претходно пак спојување карате клуб Пролет. Да ги споменам и нив. Милан Ѓорѓиевски, неговиот татко беше секретар на Карате федерацијата и беше секретар на Собранието на Македонија, тогаш многу помагаше во карате спортот. Мано Ставревски, Илија Јордановски, тоа беа каратисти од Пролет, Драган Малиновски, сега антикорупционер беше до скора. Да. Кисела вода пак направи фузионирање пак со Пролет и станавме уште појака екипа. Така да, значи, за да обстане Вардар, помага Кисела вода. Така е. Стануваат еден клуб, Вардар. Така. Потоа се одвојуваат и потоа Кисела вода со Пролет се од Пролет здружува за да бидат посилни и да бидат да личат на клуб, што велиме вака во спортските кулуари.